Секојдневни вести во 16. Денеска гледаме. Ново скандалозно видео на кое главни актери се млади лица. Полицијата врши идентификација. Нема нови потврдени случаи на западно-нилска треска. Има 3 сомнителни хоспитализации. Премиерот очекува гостивар многу скоро да добие вода за пиење. Индустриското производство расте, долгот се намалува. Владата прогнозира позитивни резултати за економијата. Шпанија ги врати речиси сите 60.000 мароканци кои нелегално влегоа на територија на Европската Унија. Во овие вести детали за економските параметри на државата. Добар ден, останете овде, почнуваме веднаш. Ново скандалозно видео на кое се гледаат млади лица од гостивар кои дивеат и пукаат со огнено оружје. Видеото предизвика остри реакции на социјалните мрежи. Полицијата најави истрага и идентификација на лицата. Пукање со пиштоли во воздух, млади лица качени на автомобил со гостиварски таблици и тројца со огнено оружје во рака. Ова е дел од видеото со кое млади луѓе објавија на социјалните мрежи како слават, снимани и со телефони и со професионална камера. Објавената снимка предизвика бурни реакции во јавноста за тоа како во денешно време се уште се слави со пиштоли и пукање во воздух, иако има строга забрана за користење оружје по свадби и прослави. Ова не е во Курдистан, туку во гостивар. Разбирам се, но не ми е јасно која е поентата. Млади лица со пиштоли и со калашникови да пукаат, па уште и да се објавуваат на социјалните мрежи. Замислете колку луѓе имаат страдано поради вакви глупости, напиша адвокатот Мухамеди на социјалните мрежи. Кога се случила прославата, не знае ниту полицијата, бидејќи не е пријавено пукање со огнено оружје при прослава. Во изминатиот период нема пријава во овера гостивар за неовластено пукање со огнено оружје при семејни веселби. Во врска со настанот, подопрен глас се преземаат соодветни мерки за идентификување на лицата и расчистување на случајот, соопшти од СВР Тетово. Пукањето по свадби и прослави во Македонија трае со години, иако законот предвидува и затворски казни. Парична казна од 200 до 500 евра е за пукање кога ќе се наруши јавниот ред и мир, а зависно од последиците, пукањето може да представува и кривично дело предизвикување на општа опасност, за кое е предвидена и затворска казна од 1 до 5 години. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Нема нови потврдени случаи на западно-нилска треска. Има 3 сомнителни хоспитализации. Како 19-годишна пациентка остана во инвалидска количка. Државниот и санитарен инспекторат ќе го испитува случајот. Клиниката за инфективни болести се хоспитализирани 3 пациенти со сомнеж од западно-нилска треска. Во овој период пак нема нови потврдени случаи. Нови 3 пациенти со воспаление на мозокот и сомнителни на западно-нилска треска. Изминатото денонокие биле хоспитализирани на клиниката за инфективни болести. Сите се од Скопје и се на возраст на 60 години. Дали кај нив состојбата е поради Вестна или вирусот, треба да покажат лабораториските анализи. Сите 3 пациенти, сите 3 е потврдено дека се работи за вирусно воспаление на мозокот и мозочните обвивки, но се уште немаме лабораториска потврда за видот, тоест причинителот кој го создал ова состојба кај нив. Додека другите пациенти, 10 е хоспитализирани, се во иста состојба, значи само 3 се критично болни и се наоѓаат во оделот за интензивно лекување, додека другите се во оделот за невроинфекции. Инфектолозите веќе алармираат дека повозрастната популација и оние со коморбидитети се најризични да ја добијат најтешката форма на инфекцијата која се јавува само кај 1% од заразените. Имајќи во предвид дека освен еден од Велес, сите други заболени се од Скопје и тоа најмногу во Драчево. Веќе имаше воредно прскање против комарци во оваа општина. Оние мерки кои што се превземени се таргетираат таму каде што имаме најголем ризик од најголем број од случаите. Во случајов тоа беше Драчево.
Секако дека и во иднина, доколку се мапираат и други места, каде доколку би имало собирање на повеќе случаи од други места, дека мерките ќе бидат превземени на други места. Освен 6 случаи во Драчево, по 2 се од аеродроми Ново Лисиче и по 1 во Илинден и Сопиште. Заразата ја пренесува инфициран комарец, а симптомите се појавуваат од 3 до 14 дена по каснувањето. Инаку, Светската здравствена организација и Германското министерство за надворешни работи предупредуваат на зголемен број на случаи на западно-нилска треска во делови од Јужна Европа. Посебна предпазливост се препорачува на сите што ова лето одат во Италија, Грција, Шпанија, Романија и Македонија. Сања Димитровска, Сител телевизија. Жителите на Гостивар многу скоро би можеле повторно да добијат безбедна вода за пиење. Ова се очекувањата на премиерот Христијан Мицкоски, откако водата од Гостиварскиот водовод е под забрана за пиење уште од 17 јули. Интензивно се врши хиперхлорирање на системот и секојдневно се земаат мостри за анализа. Сепак последните информации покажуваат дека во водата се уште има присутни бактерии. Иако не станува збор за фекални бактерии, тие сепак ја прават водата небезбедна за употреба како питка. Во меѓувреме, во текот на изминатото деноноќие, 60 лица побарале лекарска помош поради симптоми поврзани со епидемијата. И покрај тоа што е забележано дневно зголемување на во споредба со претходниот ден, кога медицинска помош побарале 36 граѓани, од Министерството за здравство велат дека вкупниот тренд останува значително понизок. По споредба на 18 јули, за споредба на 18 јули, беа евидентирани над 600 прегледи во здравствените установи. Вработени од јавното претпријатие Водовод, кој што директно со цевки и пумпи вода од река префрлиле во главниот резервоар. Затоа обвинителството постапуваше и постапува и веќе имаме лица кои што се обезбедени, сослушани и така натаму, и очекувам да имаме и проширување во истрагата. Одговорноста е лоцирана и се превземаат мерки, веќе обезбедена техничка вода за користење. Сега во моментот се случува процес на хиперхлорирање кој што го вршат експерти од јавното претпријатие Водовод Скопје. Секој ден се земаат разни примероци, се испитуваат истите и веќе можам да кажам дека одиме кон ситуација кога може би за прв пат во последните децении во Гостивар граѓаните ќе можат да користат вода за пиење која што ќе е бактериолошки исправна. Но јас замолувам за трпение затоа што сериозен пристап имаме и сериозно го вршиме овој процес и јас очекувам многу скоро денеска да граѓаните добијат покрај вода која што ја користат за технички потреби и вода за готвење и за пиење. Владата на воредна седница прогласи нова кризна состојба поради зголемена опасност од пожари. За сега состојбата е стабилна. Денеска најсериозен е пожарот во Струшката депонија. Утрово состојбата е стабилна, има неколку активни пожари на отворен простор, но морам да укажам дека состојбата се менува од час во час. Додека давам ова изјава, може да избувнат нови пожари на различни места на државата. Во овој момент имаме еден сериозен, тежок за гасење пожар. Тоа е пожарот кој што од Струшката депонија излезе во блиската вегетација. Истиот беше активен вчера во попладневните часови. Приквечер беше ставен под делумна контрола, за жал денес повторно побегна на пожарникарите од контрола. Моментално е разгорен и кон него ќе упатиме набрагу 2 ер-трактори на Дирекцијата за заштита и спасување. Ја користам ова прилика уште еднаш да упатам апел до граѓаните. Состојбата е алармантна, да не дозволиме да се појават страшни пожари кои што можат да убијат луѓе, можеби неколку километри понатаму од оној кој што предизвикува пожар. Затоа апелирам на исклучително големо внимание да не бидат предизвикани пожари кои што многу често настануваат од наивното верување на граѓаните дека фрлениот отпушок од цигара преку прозор не е опасен, но исто така и правењето на скара на убавиот Иленден или палењето оган некаде на отвор простор, каде што тие се убедени дека огнот нема да избега од контрола. Државниот санитарен и здравствен инспекторат ќе спроведе вонреден стручен надзор за околностите поврзани со лекувањето на 19-годишната пациентка од Струмичко, за која нејзиниот свекор на видео што го објави на социјалните мрежи бара помош од здравствените власти, бидејќи, како што вели, останала во инвалидска количка по направен царски рез пред 1 месец. Пациентката е мајка на 2 деца
а како што објаснува нејзиниот свекор, биле во многу здравствени установи за да утврдат зошто дошло до ваквата состојба. По добивањето на инспекцијскиот наод и целокупната медицинска документација, Министерството ќе иницира и стручен надзор над досегашниот тек на лекувањето и постапувањето на здравствените работници и установи вклучени во случајот, велат од Министерството за здравство за овој случај. Индустриското производство расте, долгот се намалува. Владата прогнозира позитивни резултати за економијата. Шпанија ги врати речиси сите 60.000 мароканци кои нелегално влегоа на територијата на Европската Унија. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека резултатите од двегодишната работа на неговата влада полека, но сигурно стануваат видливи за граѓаните и дека доаѓаат подобри времиња. Наташа Мерсовска во овие вести за што станува збор. Така е, Маријан, како што спомена и ти, премиерот оцени дека резултатите од двегодишната напорна работа на власта сега стануваат видливи. Индустриското производство расте, додека јавниот и државниот долг се намалуваат. Така државната статистика објави дека индустријата во јуни бележи зголемување од 6,5%, додека јавниот долг во апсолутни износи се намалил за над 20 милиони евра. Во исто време државниот долг се намалил за 41 милиони евра. Премиерот вети дека во иднина граѓаните ги очекуваат уште подобри времења. Резултатите ги гледаме од прилогот кој следи. Индустриското производство расте, долгот се намалува. Државната статистика објави дека производството во јуни во однос на претходниот месец е зголемено за 6,5%, додека во споредба со претходната година растот изнесува близу 1%. Најголем пораст има во преработувачката индустрија, а во секторите рударство и снабдување со енергија забележен е пад. Статистичките бројки премиерот ги оцени како добра вест за граѓаните, но лоша за опозицијата. Имаме зголемување на индустриското производство во јуни месец од 6,5% или ако се земе вториот квартал е 4%. Тоа не се добри вести за оние кои што не сакаат да успее оваа земја. Тоа се лоши вести за опозицијата која што секој ден конструира, измислува, создава хистерија во општеството. Министерството за финансија објави намалување на јавниот долг во вториот квартал за 0,1% поен или во апсолутен износ за нешто на 20 милиони евра. Сега долгот изнесува 58,8% од БДП, со што вкупната задолженост изнесува 10 милиарди 726 милиони евра. Пад бележи државниот долг за еден месец 41 милиони евра или 0,2% поени. Имаме намалување и на државниот и на јавниот долг во вториот квартал. И сега сме на би рекол посебно за државниот долг на ниво кое што би рекол е најниско од после короната. Имаме намалување за на нешто повеќе од 40 на милиони евра кај државниот и нешто повеќе од 20 на милиони евра кај јавниот долг во вториот квартал од годината. Резултатите за економските бројки се должат на двегодишната напорна работа на власта, вели премиерот, кој во иднина најави нови успеси. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Претседателката Гордана Селјановска-Давкова денеска во вилата Билјана во Охрид имала средба со српскиот премиер Ѓуро Мацут. Мацут синоќа дојде во Охрид во ненајавена за јавноста посета. Имаше средба и со премиерот Христијан Мицкоски. Опозицијската СДСМ денеска прашува во која земја премиер на друга држава доаѓа ненајавено. Во која суверена земја премиер на соседна земја може да дојде кога сака, без најава, без протокол, како да си е дома. Токму затоа во последните извештаи на Европската комисија постојано се посочува големото влијание на Вучиќ и СНС врз Македонија, влијанието на така наречениот српски свет. Политички проект роден во времето на Милошевиќ, а денес продолжен преку Вучиќ, велат од СДСМ. Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН доби нов извршен комитет. За генерален секретар е избран Дамјан Коњановски, за заменик генерален секретар е избран Стојан Пандов, за подпредседатели се избрани Борис Шамбевски, Илија Ристевски, Татјана Тесалоника Шишковска. Фокус на работата ќе им биде посветеност во креирање нови иницијативи и политики за млади.
започнува работата и на новоизбраниот извршен комитет на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН. Ова е тим составен од млади луѓе со знаење, енергија и желба за работа, кои во наредниот период ќе бидат поставени кон креирање на нови иницијативи, предлози и политики насочени кон младите. Нашата цел е Унијата на млади сили да биде организација која ги слуша младите, ги препознава нивните потреби и активно работи на создавање услови за личен и професионален напредок. Граничните премини Богородица, Дојран и Табановце, како и патерините долуш овој коридор, веќе 2 дена се со зголемена фреквенција. На Богородица се чека и по неколку часа за влез и излез од Македонија, поради шпицот на сезоната, но и поради новиот систем за влез во Европската Унија. Очекувањата се дека гужвите ќе продолжат за време на целиот продолжен викенд. Опозицијската СДСМ ги искористи гужвите за обвинување дека километарски колони и часови чекање на граница се доказ за изолацијата што ја создава владата на Христијан Мицкоски. Мицкоски и неговата организирана криминална група не сакаат Европска Унија, затоа што во ЕУ би имало независно македонско обвинителство, европско обвинителство и слободни судови. Тогаш некој би морал да одговара за сиот криминал и корупција. За нив постои посебен граничен премин. Тие не чекаат со часови, граѓаните стојат на граница, тие летаат, велат од СДСМ. И тој денеска обвинува дека документите од ребалансот на буџетот за Министерството за здравство откриваат сериозни загрижувачки податоци, односно од една страна владата прикажува стотици милиони денари капитални инвестиции, додека од друга страна ги крати средствата за превентивни програми. Вкупниот буџет за превентивна здравствена заштита е намален за 7,2 милиони денари. Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести се намалува за 900.000 денари. Програмата за рано откривање на малигни болести се намалува за 600.000 денари. Програмата за превенција на туберкулоза 300.000 денари помалку. Системските прегледи на учениците и студентите 500.000 денари помалку. Средствата за примарна здравствена заштита се намалуваат за 3,25 милиони денари. За семејството и современите предизвици, зошто младите брачни парови не успеваат да се задржат, епидемија на разводи, кои се клучните причини за распад на браковите, за еднината без наталитет. Во тема на денот, психологот Розалија Секуловска. Продолжениот викенд за Елен ден го наполни главниот туристички центар на државата. Охрид полни со домашни и со странски туристи. Нина Аритоновска ја пренесува сликата. Охрид полн со гости за продолжениот празничен викенд. За Илинден туристичкиот центар го живее шпицот на сезоната. Најбројни се домашните од регионот, Европа, но и нашинците од Америка, Канада и Австралија, кои годишниот одмор го користат во родните краеви. Хотелите долж езерото се целосно исполнети, а место повеќе се бара и во приватното сместување. Belgium. Do you like Ohrid? We love it. What do you like the most? I think like the medieval houses and the water. We just arrived today. Everything is nice here, so the houses and like the vibe here. The people? Yes, they're very nice. Yes. I love the sunsets. It's beautiful, and the way the light changes. And, yeah, it's a very beautiful place. Добрите познавачи од областа на туризмот посочуваат дека неопходно е да се направи истражување на пазарот како да се зголеми престојот, но и потрошувачката. Јас би рекол, многу поважно е да ние не ги броиме туристите, туку да броиме потрошувачката. Што значи зголемување на престојот на туристите и зголемена потрошувачка. Дестинациите во својот тој животен век, како го викаме, одат прво со зголемување на бројот на туристи, а после треба да ја прошират понудата и да ја зголемат потрошувачката. На крајот на денот тоа е поважно отколку бројот на туристи. Видете, мора да го истражиме пазарот што бараат туристите. Значи, не можам јас да купам нешто што не ми е како преференција, нешто што не го сакам. Значи, мора да го направиме тоа истражување на пазарот, што сакаат туристите за да трошат повеќе и тоа да им го понудиме. На крајот на денот тоа е поважно отколку ние што нудиме.
Значи, дали тоа се бара? Ние имаме еден производ, ама тој ако не се бара на пазарот, тој производ ќе стои во залиха. Шпицот на сезоната привлекува посетители од сите краеви ширум светот. За дел од нив најатрактивни се концертните настани, додека пак останатите уживаат во посетата на културните знаменитости, многобројните цркви и турите со бродови и катамарани низ езерото. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Општина Штип ќе прави реорганизација на просторот за подобри услови за сместување во детските градинки. Овие промени се прават со цел поголема продуктивност. Трајан Ристовски јавува. Процесот на рационализација и оптимизација на трошоците, освен во основните и средните училишта, ќе се спроведи во претшколските установи во Штип. Во моментот на територијата на општината екзистираат два правни субјекти, градинките Астибо и Вераци Ривири Трена. Градинките ќе продолжат да работат во истите објекти и клонови, но правно ќе се фузираат, што значи дека ќе нема два управни одбори, двајца директори, исто толку сметководители и кујни. Имаме една кујна, еден директор, еден управен одбор, еден сметководител, еден благајник со цел намалување на трошоците. Не се засегнати дечињата, ниту родителите, туку само административно спојување на две правни лица во едно правно лице, не се засегнати ниту вработените. Никој од вработените нема да остане без работа, туку стратегијата на среден рок е како ќе се пензионираат веќе постоечките вработени, внатрешно да се реорганизираат и да нема внесување на нови вработени на веќе испразнетите или на во иднина испразнетите работни места. Одлуката ја донесе Советот на општината со гласовите на мнозинството. Советниците од СДСМ не гласаа за одлуката, зашто се сомневаат дека оптимизацијата е само параван за заскривање на неодамнешната афера со незаконското работење на директорот на градинката Астибо. Неодамна јавноста имаше можност да слушне за скандалот со сомнителните јавни набавки и трошење на парите на граѓаните за потребите на ДПМН во детската градинка Астибо. Иван Јорданов тогаш влезе во улога на истражен орган, апелирајќи до институциите да се истражат наводните финансиски нерегуларности, а очигледно денес со оваа одлука сака тие нерегуларности да ги зацкри. Од општината остануваат на ставот дека овие промени се прават со цел поголема продуктивност, намалени трошоци и одговорно рационално работење на локалната самоуправа. За Сител, Трајан Ристовски. Во продолжение блок